Директорке, денеска во вашето училиште, како и во останатите училишта во земјава, се спроведуваше генерална проба за примена на националната платформа за онлайн учење. Како помина генералната проба? Кој е вашиот прв печаток? Да, денес и во текот на вчерашниот ден се вршеа тестирање на националната платформа за реализација на онлайн наставата. Знаеме дека секогаш кога се воведува некој нов проект мора да помине низ фаза на тестирање. Истото се однесува и за националната платформа која поминува низ повеќе фази. Ние како училиште учествуваме во тој проект и сум благодарна на учениците, наставниците и родителите кои активно се вклучија во тој дел и се со цел за успешно заокружување на целиот процес. Во текот на денот дел од наставниците и учениците успеа да се вклучат, што е охрабрувачки и се надеваме дека ќе биде се поуспешно во идните денови и ќе можат учениците успешно да ја следат онлайн наставата со помош на националната платформа од која ќе имаме голем бенефит сите ние. Наставниците има интензивни обуки изминативе денови за да можат да ја совладаат онлайн платформата. Кои сте предизвиците со кои најмногу се соочува во овој кус период? Па пред да почнат со обуките, стигнуваа разни шпекулации или некомплетни информации во врска со таа национална платформа, што кај наставниците создаваше еден зид и страф, дали ќе може да успеат да се носат со тој предизвик, но со почетокот на самите обуки и текот на истите, наставниците веќе се охрабрија и увидоа дека тоа е едноставно и лесно за користење, а исто така и големо леснување е тоа што е на повеќе јазици, покрај македонски има и на другите етнички заедници и нема да имаме проблем, а учениците уште полесно ќе ја совладаат, бидејќи тие имаат информатички познавања големи. Колку ученици брои училиштето 11 октомври и дали сите ќе бидат онлайн, освен оние дечиња од 1 до 3 за кои што постои можност за физичко присуство? Во нашето училиште се учат 640 ученици. Со физичко присуство ќе имаат прво, второ и трето одделение можност да следат настава, а сите останати ќе бидат со онлайн настава. Па се надеваме во иднина како ќе се одвиваат состојбите во врска со пандемијата, ќе можеме сукцесивно да ги внесуваме и другите, се разбира во согласност со Комисијата за здравство и Министерството. Дали како училиште сте подготвени за спроведување на онлайн наставата? Дали набавивте лаптопи за сите професори и останати технички помагала што се потребни за овој вид на настава? Па да, сме подготвени, ние целиот овој период изминат, интензивно се подготвувавме, вршевме корекции, надградби на мрежата, интернет мрежата и компјутерската опрема. Голем придонес дадоа и родители кои имаат познавање од таа област, се вклучија активно и во надградба на компјутерите, во инсталирање на кабли кои ни даваат постабилна врска во однос на Wi-Fi врските. Исто така и сакам да изразам голема благодарност и до наставниците кои доброволно ќе се вклучат во онлайн наставата со свој сопствени компјутер или лаптопи. Денеска имавте состанок со Министерката за образование, со директори со останатите училишта во земјава. Кои беа главните пораки што на овој ден на генералната проба ви ги пренесе Министерката? Да, денес имавме состанок, се вклучив јас активно и она што беше порачано од страна на Министерката е дека треба да бидеме мотивирани, да ги мотивираме и наставниците, и учениците, и родителите за успешно да го реализираме целиот овој процес. Во други држави вакви платформи се воведуваат во текот на една година, ние тоа го правиме за краток период. Јасно е дека ќе има грешки, недостатоци кои со текот на времето ќе се коригираат и очекуваме како поминуваат деновите, така побрзо да се детектираат недостатоците, истите да се коригираат за да може децата непречено да ја следат онлайн наставата. Што за вас оваа платформа која што се воведе пред се поради кризата со COVID-19 представува во целокупниот процес на трансформација на образовниот систем, односно негова дигитализација? Да, оваа платформа е нешто што ќе даде голем придонес во наставата. Со завршување на пандемијата таа нема да исчезне, платформата ќе постои и ќе се користи, со што ќе се овозможи помодерно образование за идните генерации. Ви благодарам.